Микропредпријатијата во Македонија, иако сочинуваат 90% од предпријатијата и вработуваат 1/3 од вкупниот број вработени во државата, имаат ограничен пристап до основните банкарски услуги. Затоа голема улога во поддршката на нивниот развој имаат микрофинансиските институции, кои во земјава се развиваат веќе 20 години, а во моментов работат 12. Според министерот за финансии Кирил Миновски, кој учествуваше на првата регионална конференција Финансиска инклузија преку микрофинансирањето, организирана од Сојузот на микрофинансиски организации со поддршка на USAID, и покрај тоа што микропредпријатијата како целина се многу важен сегмент во економијата, нивниот пристап до пазарот на капитал е ограничен, бидејќи станува збор за мали субјекти кои имаат до 10 вработени. Владата на Република Македонија го разбира значењето кое што микропредпријатијата го имаат врз економијата, како двигател на незиниот развој и генератор на работни места, и во таа насока го поддржува нивниот развој преку превземање на соодветни мерки и политики со цел да го олесни нивниот пристап до капитал. Носител на тие активности е Македонската банка за поддршка на развојот, преку која што владата на Република Македонија пласираше посебна кредитна линија за поддршка на иницијативите за микробизниси. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов истакна дека со цел да се олесни пристапот од кредити на малите и средни предпријатија, во 2010 година донесен е Законот за финансиски друштва, со кој е дадена можност небанкарските финансиски институции да вршат кредитирање во форма на кредити, кредитни картички, гаранции и факторинг. Иако во изминатите години има подобрувања, секторот за микрофинансирање се уште има значителни можности, но исто така и предизвици со кои треба да се справи со цел да го искористат својот целосен потенцијал. Институциите за микрофинансирање мора да бидат подготвени да се соочат со предизвиците со цел да дојде до израз вкупниот позитивен ефект од микрофинансирањето и финансиската вклученост. Джеймс Стајн, директорот на мисијата на USAID во Македонија, потенцира дека во светот над 2 милиарди луѓе немаат пристап до формални банкарски услуги и затоа финансиската инклузија е важен фактор во намалувањето на сиромаштијата и развој на економијата. Тој појасни дека преку проектот заедно со Сојузот се фокусираат на финансиска инклузија и иновации, за да им се овозможи на малите и микропредпријатија и домаќинства кои немаат пристап до финансии да обезбедат пристап и на тој начин да ги поддржат своите идеи. And it's both about microfinance И проектот се фокусира освен на финансиска инклузија, исто така и на иновации, да им овозможи на малите и микрокомпании и домаќинства во Македонија кои немаат пристап до финансии да обезбедат пристап и на тој начин да ги поддржат своите идеи. It's also focused certainly on savings. Се фокусираме освен на домаќинствата со ниски приходи, пред се на микро и малите предпријатија кои, како и во секоја друга земја, представуваат доминантен дел од националната економија. Тој смета дека секторот на микрофинансирање во Македонија во изминатите години покажува постојан раст и посочи дека со поддршка на проектот на USAID ќе се фокусираат на развивање на технолошките решенија за да ги доближат продуктите до поголем број на корисници.